Здраво, драги пријатели, и добре дојдовте во денешното издание и денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска сакам да зборувам за една тема која што можеби воопшто до сега не сте ја помислували или не ви раѓала со логика, а тоа е фактот дека постои едно место во нашето тело кое што може да представува и огин и извор на многу проблеми, може да представува и решение за тие проблеми. Конкретно тоа што сакам да го зборувам е поврзаноста на мастите кои што се наоѓаат во нашата утроба, односно во абдоменот, и мастите кои што ги обвиваат органите или се познати како висцерални масти, и нивната поврзаност со здравието на мозокот, здравието на колената, здравието на зглобовите, односно доле на глуждовите. Иако можеби не ви прави логика, но од друга страна е многу логичен фактор дека во каква состојба се нашите органи во утробата, а тоа е највиталниот дел на нашето тело, во таква состојба може да бидат и многу други системи поврзани со тие органи. На што всушност мислам? Кога се раѓаме, мастите кои што ги имаме во нашето тело, дали се тоа подкожни масти или масти околу органите, имаат функција да не заштитат и на еден начин да направат и терморегулација на нашето тело и на друг начин да направат заштитување на органите, вклучително срце, бели дробови, значи секој витален орган кој што се наоѓа во нашето тело е обвиен со тие висцерални масти и тие ги имаме при самото раѓање. Но со текот на годините, како можеби практикуваме одредени навики, дали се тоа добри или лоши, тие висцерални масти доживуваат нормално флуктации на нивниот процент на присутност околу органите. И на долг рок, најчесто затоа што сме во еден тренд на неквалитетни животни навики, сме во еден глобален тренд на зголемување на телесната тежина, односно зголемување на процентот на и подкожни и висцерални масти во нашето тело, полека почнува да органите ја губат својата реална функција затоа што се притиснати од многуте висцерални масти кои што ги имаме во нашето тело. Висцералните масти во принцип не ги гледаме со голо око затоа што се наоѓаат во нашата утроба околу органите, но можеме да ги осетиме без да ги гледаме. Затоа што висцералните масти се одговорни за можеби појавување на најразлични здравствени ситуации кои што се поврзани и со замастување на црн дроб, и со кардиоваскуларни болести, и со притисоци, и со холестероли и така натаму, а тоа е алармот дека во нашето тело се случува сериозно труење. Затоа што доколку процентот на висцералните масти се покачува, има нагорен тренд, на долг рок може да донесе сериозни оштетувања, а тие оштетувања колку и да можеби не ви се логични, и те како се поврзани со здравието на вашите колена, со здравието на вашите глуждови доли, со здравието на вашиот мозок, односно кои можеби хормони ќе се лачат во телото кои што можеби предизвикуваат анксиозност, стрес и така натаму, и баш тие неколку работи поврзани со стресот некогаш многу од нас ги земаме како основна причина можеби за нашите пореметени здравствени состојби и нашето пореметување во изгледот и ликот. Но ја ви гарантирам дека стресот многу повеќе доаѓа од тоа во каква состојба се внатре работите во телото и што се лачи во телото и какви сигнали од телото добива нашиот мозок и да нашиот мозок потоа продуцира можеби поголема количина на стрес која што ние сметаме дека ја добиваме од околностите, од ситуациите и од луѓето со кои што се среќаваме секојдневно. Ова е тема која што можам до утре да ви зборувам, но сакам чисто како поента да разберете дека здравието на вашата утроба и во тоа во каква состојба се висцералните масти кои што ги обвиваат вашите органи се од исклучителна важност за целокупното здравје, особено за здравието на вашиот мозок, каков муд дневен продуцира тој ваш мозок и за здравието на вашите колена и глуждови. Така да за оваа тема нема повеќе да зборувам, тука завршувам за денеска. Целта ми беше да само ви додадам уште една вредност и важност на целокупното здравје на вашите витални органи, а тоа не ни треба да некој од вас не го знае. Ви посакувам тука убав ден, ви посакувам здрави животни навики и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!